Инвазија на македонски туристи во Грција. Околу 16.000 македонци продолжениот викенд го поминуваат на гости кај нашиот сосед. Некои на плажа, други на шетање, како и секој продолжен викенд, така и овој го искористија да ги наполнат батериите кај нашиот јужен комшија. Математиката на 1 ТВ покажува дека секој еден од нив да остави по минимални 50 евра за продолжениот викенд, а секако сумата е поголема од ова, само за неколку денови престој ќе ја збогати грчката економија за 800.000 евра. Најголеми редици автомобили комбиња имаше вчера и завчера кога за излез на граничниот премен Богородица кај Гевгелија се чекаше над 20 минути. Но тие што не успеале, неколку илјади македонци, и денеска навалија на кај Грција да го искористат макар и само викендот. Во текот на продолжениот празничен викенд од 23.5. од 12 часот до денешниот ден 25. мај до 12 часот имаме вкупно патници на граничниот премин Богородица 25.642. Од тие на излез се евидентирани 20.222, од кои македонски државјани се околу 16.000 или поточно 15.967 патника. Во главната гужва беше во текот на вчерашниот ден, во утринските часови, која почна од вечерта некаде од 20 часот на 23, па траеше вчера се до некаде 12-13 часот, кога се намали фреквенцијата. Исто така и во текот на денешниот ден во утринските часови имаше зголемена фреквенција на патници и возила. Се работеше, како и претходните денови, на излез на 6 ленти. Не се ствараше застој на границата, освен во текот на вчерашниот ден во еден период кога имаше голем шпиц. Се чекаше околу 15 до 20 минути. Најголемата навала токму беше на Богородица, додека на другите гранични премени немало до толку гужви. Заради новиот автопат Пријателство и тешката снаодливост на граѓаните да се насочат кон Дојран, целиот патнички сообраќај беше токму на Богородица. Оттаму пак велат дека се подготвени за големиот бран во недела кога се очекува враќањето на македонците дома. Враќањето на овие патници од Грција на нашите граѓани го очекуваме некаде во недела. Исто така и за во недела имаме ангажирано доволен број на полициски службеници за пасошка контрола. Меѓутоа, приливот на патници од кај нас во овој случај ќе биде диктиран и од грчка страна, значи од пропуштањето на нивниот граничен премин на Евзони. Иако и македонскиот бисер Охрид е препон со туристи, сепак останатите излетнички места во земјава како по обичај останаа полупразни.